Актуелно издание на Дневникот на канал Пус телевизија. Добро вечер, следуваат настаните на денот. Магазинот Forbes објави интервју со председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, во која стои дека со изборите Македонија ќе излезе од економската криза. Триесеттина предлог проекти доставија граѓаните на Штип, компании и местни заедници до локалната самоуправа. Предност за реализација имаат проектите со поголем импакт во општината. Доктор Оливера Цимбалјевиќ е новиот ВД директор на општата болница во Кочани. Таа доаѓа на местото на доктор Дејан Апостоловски, кој досега раководеше со здравствената установа. Источниот регион е прв од 8 плански региони во државата кој ќе добие просторен план за биолошката разновидност и економскиот развој. Со овој план истокот ќе може долгорочно да ги реши приоритетните проблеми на граѓаните, но и да ја подобри животната средина. Финансиските средства за изработка на овој значаен документ ги обезбеди Швајцарската агенција за развој и соработка. Источниот регион е прво земје во 8 плански региони, кој ќе добие просторен план за биолошката разновидност и економскиот развој. Просторниот план е стратешки документ со кој ќе се подобрат природните карактеристики на регионот, инфраструктурата, демографијата и заштита од природни катастрофи. Нацрт верзијата на овој стратешки документ денес беше презентирана во Штип. Се надевам дека овој документ како нацрт верзија нема да остане на ова ниво, од причина што треба да се изработи финалната верзија за која што се потребни дополнителни средства. Инаку треба да кажам дека вкупниот буџет за изработка на оваа верзија на просторниот план изнесува некаде повеќе од 1 милион швајцарски франци. Тоа се средства кои што се обезбедени преку како грант од Швајцарската агенција за развој и соработка, односно Швајцарската конфедерација. Со просторниот план, истокот ќе може подолгорочно да ги реши приоритетните проблеми на граѓаните, со кои ќе се зачува и подобри животната средина. Затоа што просторниот план е комплексен план кој што содржи над 14 посебни елаборати кои што се компилирани заедно да создадат една реална слика за сегашните услови на просторот и што би требало да се очекува за еден догледен временски период од 10 на 15 години. На овој стратешки документ се работи по долг временски период, а истиот треба да биде усвоен и донесен од Собранието на Република Македонија. Нацрт планот да се даде во собрание на усвојување, на собрание на Република Македонија, по усвојувањето од страна на Собранието во Република Македонија се пристапува кон изработка на предлог план, па и предлог планот се дава на усвојување во Собранието на Република Македонија и со неговото усвојување станува веќе полноважен просторен план на источниот плански регион. Централно-источен плански регион веќе 4 години работи на просторниот план кој ќе биде основа на економски развој на истокот. Општините овој период од годината почнуваат со планирање на општинскиот буџет за идната година. Општина Штип почна со прибирање на предлог проекти од граѓаните, компаниите и здруженијата. На адреса на локалната самоуправа Штип пристигнаа идеи за 30 на проекти. Најголем дел се поднесени од граѓаните, мал дел се од раководствата на местни заедници и од приватни субјекти, а годинава речиси без идеи до локалната власт е невладиниот сектор. Во најголем сегмент се бара асфалтирање на улици, уредување на тротоари, постување на потпорни зидови, фасади, потоа иницијативи за улично осветлување, значи предлози од доменот на инфраструктурата, слично и со иницијативите од приватните субјекти кои бараат уредување на пристапи, односно јавни површини до нивни објекти и слично. Еве неколку примери од граѓаните, на пример, нови фасади за зградите на улица Борис Кидрик кај Промаја, асфалтирање на улица Личка, замена на коцката на дел од улица Широкдол, асфалтирање на улица Ѓорче Петров, Михајло Пупин и уште десетина други улици. Сите предлози ќе бидат разгледани и доколку има финансиска основа, истите ќе бидат реализирани, а предност ќе им се дадат на оние предлози кои се од колективен интерес и кои ќе донесат бенефит за повеќе граѓани, не само на еден. Инаку минатата година на ваков начин беа прибрани околу 20 идеи, од кои над 90% веќе се реализирани. Утре во
во Берово ќе се одржи втората буџетска форумска сесија. Форумот Општина Берово го организира со поддршка од Швајцарската агенција за развој и соработка и е со цел да ги вклучи граѓаните во креирањето на локалните политики и креирање на буџетот на Општина Берово за 2017 година. Утре во 13 часот во холот на училиштето Аце Русковски ќе се одржи форумот во заедницата. Тоа е втората форумска сесија на која што граѓаните ќе можат да се вклучат со своји предлози за изградба на буџетот и ќе можат да предлагаат политики за општината. Во Делчевската населба Милково Брдо во тека изградбата на првата делница од мрежата на атмосферската канализација. Овој зафат е дел од општинската стратегија за климатските промени, работен по иновативниот метод на зелената агенда, а со поддршка на Милиеу Контакт Македонија. Тоа е проектот за прифаќање на атмосферски води на улицата Питогули, кој што е поголем проект и кој што ќе ги намали проблемите пред се на граѓаните кои што живеат на оваа улица, но и на граѓаните кои што живеат низводно, кои што се осеќаат проблемите, посебно кога има поголеми врнежи од дожд. Овој проект е значи околу 5,5 милиони денари, од кои што општината обезбеди 1.750.000, а остатокот го обезбеди донаторот Милиеу Контакт Македонија преку USAID програмата за изработка на општински стратегии. Покрај овој проект, значи во самиот стратешки документ имаме значи по предлог на граѓаните кои што учествуваат во процесот ставени голем број на друг проекти кои што ќе се имплементираат, односно ќе имаме можност да ги имплементираме следните 10 години до 2026 година и кои што се надеваме искрено дека ќе ги намалат проблемите на граѓаните на Делчево од климатските промени, посебно од поплави. На почеток на грејната сезона, штипјани и оваа година во најголем дел се одлучија за грејење на дрва. На грејењето со пелети како еколошки и економски најисплатлива варијанта, штипјани се уште целосно не му веруваат, но печките и пелетите годинава се купуваат многу повеќе од порано. Почна грејната сезона, пелетите хит меѓу граѓаните. Годинава, освен традиционалните начини за грејење, голем дел од граѓаните се одлучија да се грејат на печки на пелети. Освен што ќе ги намали трошоците за грејење, пелетите овозможуваат и помало загадување на околината, бидејќи создаваат минимални емисии на чад, произведуваат помалку пепел, камините полесно се чистат и имаат поголема ефикасност за согорување. Хигиенски повеќе, бидејќи нема повеќе отпад од дрвата. Мислам да е подобро, само немаме толку средства ние да купиме, скапи се. Ваквиот начин на грејење кај граѓаните најде на добар прием. Сепак дел од нив немаат целосна доверба во овој релативно нов начин на грејење. Ефикасност, енергетска ефикасност дали има, не знаеме тоа. Ќе видиме, мислам бидејќи ако загреваш например 40 квадрата со дрва и на струја, различна е цената. На палети не знам како е. Јас знам за струјата колку може. Струјата некаде 40 квадрата загревате, некаде околу месечно зимниот период ви треба некаде околу 5.000 денари. 5 до 6.000 денари. Палетата е посебен производ. Дали ние имаме сировини за тие палети? Сега земеш, даеш, уложи 40.000, утре не знаеш година-две што ќе биде. И луѓето се плашат да не ги снемам тие палети. Во Македонија во неколку градови веќе се произведуваат печки и пелети. Според проектот во производството ќе се вклучат и Македонски шуми, кој нема да воспостави монопол, туку ќе исполнува празнината која ќе се појави, за да не се врши увоз на овие суровини за огрев. Кочанската општа болница од денеска со ново раководство. Доктор Оливера Цимбалевиќ е новиот ВД директор на болницата, а доаѓа на местото на доктор Дејан Апостоловски, кој досега раководеше со здравствената установа. Доктор Оливера Цимбалевиќ е новиот ВД директор на општата болница Кочани. Доаѓа на местото на доктор Дејан Апостоловски, кој 4 години раководеше со установата. Доктор Оливера Цимбалевиќ од 2002 година работи во Кочанската болница како општ лекар, а од 2008 како доктор специјалист по анестезија и реанимација.
Приоритет на доктор Цимбалевиќ во наредните години ќе биде доекипирање на болницата со специјалистички медицински кадар и друг технички персонал, кој што е потребен за да биде покриено населението со 24 часовна заштита, вели Цимбалевиќ и додава дека приоритет ќе биде доекипирањето на оделенијата гинекологија, хирургија, анестезиологија, педиатрија и физикална. Доктор Цимбалевиќ додава дека и досега со старото раководство се остварени голем број вработувања во Кочанската болница, но факт е дека се уште не достигаат лекари специјалисти за целосно покривање на населението со доктори. Од голема помош се и оние лекари кои што се пратени на специјализација на педиатрија, гинекологија, анестезиологија и ОРЛ. Доктор Цимбалевиќ истакна дека освен на доекипираност на лекарските тимови во наредните години, ќе се залага и за обезбедување нова апаратура и медицинска опрема за потребите на пациентите во општата болница во Кочани. Поради зголемениот број сообраќајни незгоди со смртни последици и со тешки телесни повреди во текот на оваа година, секторот за внатрешни работи Штип секој викенд спроведува редовни акцијски контроли за лоцирање, санкционирање и отстранување на оние кои управуваат со моторни возила, а се под дејство на алкохол или други психотропни супстанции. Еве го билансот од последната викенд акција. Од извршената контрола, откриени и санкционирани се вкупно 27 возачи и истите се исклучени од понатамошно учество во сообраќајот. За овој вид на прекршок предвидена е глоба од 250 до 500 евра во денарска противвредност во зависност од количината на алкохол во организмот, а предвидена е и заштитна мерка забрана за управување со моторно возило во време траење од 3 до 12 месеци во зависност од концентрацијата на алкохол во крвта. Секторот за внатрешни работи Штип апелира до сите возачи, учесници во сообраќајот, да не управуваат со своите возила во сообраќај на пат додека се под дејство на алкохол или други психотропни супстанции, на кој начин ќе допринесат за личната и безбедноста на другите учесници во сообраќајот. Нововенчаните невести со своите блиски роднини да дојдат на црква на празникот Петковден посветен на Света Параскева и како што налага традицијата да ги догорат свадбените свеки и да упатат молитви за здравје и успешен брак, велат свештениците. Луѓето треба да ја почитуваат Света Петка, но не и да веруваат во суеверија поврзани со неа, предупредуваат свештениците. Култот кон Света Параскева или Света Петка многу е раширен меѓу луѓето, посебно во Источна Македонија и меѓу кочанци. На празнувањето на празникот Петковден, кој што се одбележува на 27 октомври, во овој крај постои една убава традиција која што не се коси со каноните на православната црква, а тоа е сите оние нововенчани невести заедно со своите свекрави и мајки доаѓаат в црква и го посетуваат храмот, ги палат свеќите од венчавката и упатуваат молитви кон Светата Петка. Луѓето треба да ја почитуваат Света Петка, но не и да веруваат во суеверија поврзани со неа, предупредуваат свештениците. Мораме да забележиме дека и од таквото почитување некогаш знаат луѓето да застанат во суеверија, кои што ги зборуваат, ја сонувале Света Петка како црна жена, која што апсолутно нема врска, а бидејќи како што знаеме светителите кои што ги познава Светата православна црква по природа се човеколюбиви и до ден денес го молат Бога за нас, а не се закануваат и не ги оценуваат луѓето и да бараат не знам какви работи да се градат цркви или манастири, кои што доколку некој човек е свет, тој посведочил за љубовта Христо и за љубовта кон човекот, а не на таков начин да се буквално да речеме и живува врз луѓето. По повод празникот Света Петка во Кочанскиот храм Свети Великомачени Ѓорѓи во Кочани в среда вечер во 16 часот ќе се ослужи празнична богослужба, а в четврток во 7 часот наутро утрена богослужба со света литургија. По повод празникот Света Злата Мегленска пак в петок исто така ќе се служи света литургија.
Властите во Комотини, североисточна Грција, уапсиле 4 бугарски државјани во врска со илегално посвојување на бебе. Уапсени се белошката мајка и татко на бебето на возраст од 32 и 36 години и една 41 годишна бугарка, кај која девојката престојувала во Грција, и уште една бугарка на возраст од 37 години, која ја придружувала мајката при породувањето во болница во Катерини. Полицијата се уште трага по неидентификуван бугарин кој наводно ја убедил бремената жена да го даде детето на посвојување во Грција. Според досегашната истрага, неидентификуваниот бугарин пришол на една грчка девојка и им кажал дека може да им договори илегално посвојување. Во исто време весникот Етнос пишува и дека уапсените бугари се обиделе да го продадат бебето за 8.000 евра. Најмалку 60 лица се убиени, а над 120 повредени при напад врз полициска школа крај градот Куета, главен град на провинцијата Белуџистан во северозападен Пакистан, соопшти представник на локалната полиција, пренесува ДПА. Меѓу повредените има доктори и припадници на безбедносните сили. Министерот за внатрешни работи на провинцијата Бугити утрово рече дека операцијата за чистење на полициската школа од напаѓачите е завршена. Нападот е извршен од тројца вооружени напаѓачи самоубици, изјави Бугити. Напаѓачите кои носеле елеци со експлозиви се мртви. Двајца од напаѓачите самоубици се саморазнесоа, предизвикувајќи жртви, а третиот беше убиен од нашите војници, рече генерал мајор Шер Афарган во соопштението објавено во весникот Дон. Според него, зад нападот стои пакистанската сунтиска терористичка група. Напаѓачите зеле 250 лица за заложници, кои после прочистувањето на центарот биле ослободени, додаде Афган. Во Вараждин е уапсен кловно во неделата во попладневните часови, јавуваат тамошните медиуми. Кловнот бил облечен во костим и носел капа на главата, а ги плашал луѓето мафтајќи со секира. По опсењето утврдено дека станува збор за малолетно лице. Подсетуваме, бизарниот тренд на облекување во кловнови од светот стигна и во Хрватска. Во повеќе случаи загрижени граѓани последниве денови во полицијата пријавувале кловнови. Полицијата издаде соопштение со кое ги повикува луѓето да ја известат полицијата доколку видат кловнови и самите да не преземаат ништо. Капитенот на младинската фудбалска репрезентација штипјанецот Бобан Николов денес беше на прием кај градоначалникот на Штип по повод постигнатиот успех, пласман на Европското фудбалско првенство кое ќе се одржи во Полска во јуни 2017 година. Градоначалникот му посака многу среќа и успех, со желба македонската репрезентација да биде меѓу 4 најдобри селекции во Европа, а Николов да биде столбот на репрезентацијата. Како што изјави градоначалникот на Штип Илчо Захариев, општина Штип секогаш ги поддржува ваквите талентирани спортисти од нашиот град. Бобан практично е еден од одбраните во нашата репрезентација, кој е столб на таа репрезентација. Јас сакам само да му посакам да тренира многу, да работи многу, да има одлични партии фудбал и на Европското првенство да биде столбот на нашата репрезентација. Да се пласираме 4 најдобри репрезентации, тоа е мојата желба. Ако успееме да освоиме медал, тоа би било уште подобро, затоа што на Македонија и требат такви признанија. Значи, како што имавме резултати во делот на ракометот, сега е историска шанса да оваа генерација направи нешто за македонскиот спорт, за македонскиот фудбал, при тоа да ја презентира Република Македонија на еден совршен начин, а секако дека секој поединечен член на репрезентацијата ги презентира и градовите од каде доаѓа. Секој врвен спортист посакува да има вакви успеси. Многу ми е мило што сум дел од оваа репрезентација. Ке дадам се од себе и нема да ја разочараме македонската јавност, изјави Бобан Николов, капитен на македонската фудбалска репрезентација. Не е лесно да си во група со Франција, со Исланд, со Шкотска и со Украина и да бидеш пред нив, да имаш 21 поен, мислам дека подобро тоа не можеш да посакаме. Работата е тоа што ние сме како едно семејство таму и имаме многу голема амбиција, дисциплина, која е една најбитните работи за врвен спортист. Ние одиме во секоја утакмица да го дадеме максимумот, па што биде нека биде. Еве така се случи, да го дадовме максимумот, париравме на Франција, на другите држави, покажавме дека ова Македонија
заслужува да има ваков фудбал, бидејќи стварно има многу љубители на фудбалот во Македонија и мило ме што ги израдував. Како што изјави Николов, подготовките за Европското фудбалско првенство се веќе во тек. Во месец ноември младинската фудбалска репрезентација ги очекува неколку контролни надпревари. Европското фудбалско првенство во Полска е едната година од 16 до 30 јуни. Седум медали и 1/4 место освоија членовите на џудо клубот Гладиатор 2016 од Кучани на државното првенство за пионери и млади до 23 години, што во неделата се одржа во Прилеп. Тоа е голем успех и стимул за поголем труд во иднина за кочанскиот клуб. Златниот медал го освои Христијан Павлов. Настапивме со 8 надпреварувачи, каде што освоивме 7 медали и 1/4 место, значи од 8. Тоа имаме една златна медалја, имаме 3 сребрени и 3 бронзени медали. Продолжуваме со успесите. Кочанскиот џудо клуб Гладиатор 2016 во Кочани функционира 2 месеци, а со голем успех и освоени медали се врати и од меѓународниот џудо турнир, што минатиот месец се одржа во Прилеп. Џудо клубот Гладиатор 2016 од Кочани брои 25 членови, деца на возраст од 9 до 17 години. Тренинзите се одвиваат 3 пати во неделата во салата на основното училиште Малина Попиванова во Кочани. Џудото е нов спорт во Кочани, но на ниво на држава функционира и екзистира 60 години. Тренерот Шекеровски е со искуство во џудо тренерството повеќе од 30 години. Инаку на 28 октомври ќе биде одбележан и меѓународниот ден на џудото, кој што Кочанскиот клуб ќе го одбележи со демонстрации во салата на основното училиште Малина Попиванова в петок во 19:30 часот. Џудото е олимписки надпреварувачки спорт кој што бара ефикасност, контрола и дисциплина. Почетоците на овој спорт се поттикнати од мајсторот ЕС, а на македонската џудо сцена како први мајстори се појавуваат Константин Шекеровски, Тимчо Ѓоргиевски и Ѓорги Чатлевски. Џудо клубот Гладиатор 2016 од Кочани е отворен за упис на нови членови и сите заинтересирани ќе можат да се запишуваат до нова година. Фудбалските третолигаши го одиграа и деветото коло во рамки на третата фудбалска лига Исток, коло во кое екипата на Осогово по новата победа која ја забележа на теренот на Напредок Здравје Радово, успеа да се искачи на втората позиција на табелата. Сепак за тоа да се случи влијаеше и поразот на екипата на Плачковица во Македонска Каменица, која загуби од тимот на Саса со 1:0. Во останатите надпревари Слога загуби од Беласица со 0:2. Малеше совлада Брегалница Гулак со 2:1. Со убедливи 6:0 екипата на Кит го Пекчево славеше над Пробиштипски Рудар, додека Работник славеше кај Конче Бирлик со 3:0. Единствениот нерешен надпревар во рамки на деветото коло од третата фудбалска лига Исток се случи на теренот на Василево, каде домакините и Овчеполе ги поделија бодовите. Ова беше се во централниот дневник на Канал Плюс телевизија. До видување до 23 часот.